очигледно дека во овој систем нешто не функционира. Ние и тогаш понудивме, кога имаше вооружен напад на вработена дигестивна хирургија на дежурство, систем на мерки кои сметаме дека се превентивни. Овој член на закон на кој се повикува министерот за здравство и уште тогаш донесен, после тој вооружен напад, не е нешто ново. За жал треба да се случат за 2 до 3 дена неколку вооружени напади, за да имаме некој ваков собир, протест, што за жал ние сигурно не го посекуваме, најмалку верувам и министерот. Министерот по закон е должен да им обезбеди безбедност на вработените во здравството. Не може да ги селектира јавните здравствени установи по некоја проценка. Она што недостасува првично во целиот негов пристап е тоа што не се вклучени сите чинители. Како ние, како синдикат на клинички центар, ќе ги заштитиме останатите вработени, освен докторите и освен медицинските сестри и сродниот профил, како ќе го заштитиме оној шалтерски работник, ако синдикатот не е вклучен. Дали они имаат асоциација, дали они имаат здружение, каде се оние транспортери, каде се оние од обезбедување. Министерот треба да одговори што планира со сегашните луѓе кои ги обезбедуваат овие наши јавни здравствени установи, ако се воведе професионално обезбедување, што ние апсолутно го бараме и се слагаме,